Поладната зима и долгата хибернација. Конечно во Македонија се бележи тренд на будење на некои граѓани и институции. Токму така, по тој повод на терен го имаме нашиот репортер Ланчо, кој во живо го сведочи моментот на будење. Да, така е, студио, во моментот присуствуваме на групното будење на граѓаните и академиците на МАНУ. До мене е еден од академиците кој што ќе ни каже нешто после длабокиот сон. Господине? Господине? Што е ова, момче? Што? Катастрофа! Што бе? Па види, каде се младите, момче? Кај отида? Леле, па види бе, во науката се помалку пари, па иш не одвоиле за наука. Нема резултати, катастрофа! Види. Па овој мостов уметност ли е? Дали постоеше некаков начин за да се предупреди на сите овие последици, за да не дојде до ова, очигледно, леле, момче, не, оф. Одам да видам јас, не. Одам да видам дали може нешто да се оправи. Ајде. Ете, така, драги гледачи, тоа беше Трајче Минато, нашиот познат академик на МАНУ. А сега се наоѓаме во основниот суд Скопје број 1, кој што, еве како што гледаме, тука судиите полека почнуваат да се будат од долгиот и зимски сон. До мене е председателот на судот кој што ќе ни каже нешто околу целава ситуација. Тој во моментот спие, само чекај. Така. Господине? Добар ден. Се извинам, сум се успал. Која година сме? Кој сте вие? Која година сме? 2017. Ние сме од вчерашни новости. Дојдовме да ве... Која? Како? 2017. 10 години. Па 10 години, да. Токму затоа сакав да ве прашам. Дали се вистина тие шпекулации дека судството сега полека почнува да се буди од тој зимски сон и дека судиите конечно почнуваат да се... Ве молам, имам работа. Погледнете сиве овие предмети 10 години, ве молам. Не. Значи стари, еве ова ново е све. Гледаш све долу све. Све 10 години, значи ве молам. Излезете, немам коментар. Ама не, јас немам коментар. Ве молам. Излагам. Фала. Што се случило овде? Како се чувствувате и дали сте нормален? Јас дали сум нормален, дечко? Па види со градов што се случило. Јас не ми се верува дека вакво нешто се случило. Објаснете ми што гледате. Опишете ми. Како што гледам? Па ова беше еден модерен град, еден светски град. А што е сега ова? На ништо не личи. Добро. Дали имаше начин за некако ово успивање да не се деси? Што ќе превземете и зашто ви е ленјерот? Ленјерот? Па овој ми е за да измерам, дечко, што можам да спасам ако можам нешто. И те молам сега, не ме задржувај тука. Ајде, морам да одам. Јас те задржувам. Слободно иди, слободно. Ајде се одјавувам, доста ми од ваквите. Јас сум го задржувал.